Втор дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Провиштипјани живеат во очекување на решавање на проблемот со рудникот Злетово. Рударите бараат забрзување на постапката за избор на нов концесионер. За македонските сточарски продукти се отворат пазарите на Европската Унија, Русија, Кина и Соединетите Американски држави. Поучени од последната криза во снабдувањето со огревни дрва, граѓаните веќе се подготвуваат за идната зима. Во тек е пријавувањето во пензионерските здруженија и македонски шуми. Овој дневник го започнуваме со политика. Нови 200 вработувања ќе се реализираат преку мерката за финансирање постоечки микро и мали предпријатија. Со по 1500 евра ќе се финансира секое новоотворено работно место во предпријатијата. Огласот за мерката е отворен денес и нема временско ограничување. Нови 200 вработувања ќе се реализираат преку мерката за финансирање постоечки микро и мали предпријатија, за што се издвоени вкупно 18 милиони и 400 илјади денари. Со по 1500 евра ќе се финансира секое ново отворено работно место во предпријатијата. Огласот за мерката е отворен денес и нема временско ограничување, односно ќе трае се додека не се исполни предвидената бројка. Како што појасни денес заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, заинтересираните компании можат да аплицираат за отворање од 1 до 5 работни места, а средствата ќе ги добијат во опрема и репроматеријали. Процентот на успешност на оваа мерка или пак на одржливост на работните места кои што се креираат преку оваа мерка е над 90%. До сега, преку мерката за финансиска поддршка со грант средства за отворање на нови работни места во микро и мали компании се отворени 569 работни места. За оваа година имаме обезбедено буџет во износ од 18 милиони и 400 илјади денари за финансиска поддршка на 200 работни места. Исто така очекуваме од овие 200 ново креирани работни места во микро и малите компании во Република Македонија 30% или пак над 30% да бидат млади лица до 29 години, односно околу 80 работни места очекуваме да се креираат за младите до 29 години. Предпријатијата кои ќе аплицираат треба да имаат најмалку еден вработен и при апликацијата треба да достават бизнис план за идните вработувања и проширувањето на бизнисот. Исто така ќе се проверува и дали предпријатијата имаат долгови по основ на даноци или придонеси. Председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев денес оствари средби со представници на новинарските и медиумски здруженија. Димитриев се сретна со представници на Македонската асоциација на новинари, Македонската медиумска асоциација и на Сдруженијето на новинари на Македонија. При тоа ставот на МАН гласи: доколку се менува законот, потребно е европско решение, а не да се нудат хибридни решенија. Потребен е и еден изборен кодекс за сите учесници на изборите, е ставот на Македонската асоциација за медиуми изнесен по средбата. Денес имавме конструктивна средба со представници од владата, со премиерот задолжен за спроведување на изборите и други представници на владата кои што исто се вклучени во овој дел на медиумските реформи. Првата точка околу која што се разговараше е дека во овој период пред спроведување на изборите закажани за 24 април треба да се оди со еден изборен кодекс, односно кодекс за однесување за време на изборите на сите учесници, не само на медиумите, туку сите кои што ќе учествуваат во изборите. И втората работа, политичките партии, бидејќи имаат консултации во делот на што подразбира медиумска реформа, ние сметаме дека треба, доколку веќе се одлучи да се оди на решение за промена на закон или нов закон, како тоа и да го наречеме, дека треба да биде некој европско решение, не да ни се нудат хибридни решенија. Иако ставот на Македонската асоциација на новинари е дека ние имаме солиден закон за медиуми и закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
кој што пред 2-3 години доби и зелено светло од Европската унија. За истиот, доколку треба да има промени, ние веќе ги имаме доставени до сите оние кои што се вклучени во тој избирачки процес. Нашиот став е јасен, предлозите на Ван Хаут и на СДСМ се идентични за нас. Тоа што имаат мали финеси во формулациите не значи ништо и нашиот став е многу јасен дека ние предлогот на Ван Хауте не го поддржуваме затоа што со предлогот на Ван Хауте се одобрува политиката на СДСМ, односно се бара измена на закони со цел и интереси само за една политичка партија, што сметаме дека е недозволива. Председателот на СДСМ Зоран Заев денес оствари средба со граѓаните на општина Штип. Тој најпрвин ги посети жителите на населбата Три Чешми, потоа жителите на Стар Карауман, продолжи во населбата Баби, во населбата Сењак и на крај во централниот дел на градот. При посетата Заев истакна дека СДСМ дала согласност за ДИК како независен орган во државата да го прочисти избирачкиот список. Овие наши активности, како што реков во моето обраќање, да се видиме со што е можно повеќе народ. Да поразговараме за проблемите, да ги кажеме нашите ставови. Граѓаните мора да имаат информација од прва рака, но секако да знаат и за што се залага опозицијата во целиот овој период. Јас сум повеќе од задоволен заради тоа што каде и да одиме во Македонија, луѓето се излезени, луѓето сакаат да слушнат, сакаат да се охрабрат и тоа секако и нас не храбри. Верувам во успехот кон кој што итаме и сме тргнати заедно и знам дека можеме само заедно да успееме. Сакаме да потврдиме дека ВМРО ДПМН наоѓа изговор и бара изговор како да избега од изборите заради тоа што се плаши од слободни, демократски, фер и регуларни избори. Вчера беше доставена согласност од ВМРО ДПМН до Државната изборна комисија и веднаш и ние доставивме истата согласност. Во истиот момент, за да дадеме шанса на Државната изборна комисија, како независен орган во Република Македонија, задолжен за прочистувањето на избирачкиот список, да ја заврши својата работа. Повеќе, прочистувањето на избирачкиот список, датумот за неговото завршување и согласно тоа датумот за изборите не зависи од Никола Груевски, не зависи од Зоран Заев, не зависи од Али Ахмети, не зависи од Мендух Тачи, не зависи од ниту еден политичар во Република Македонија. Тоа зависи од независната институција Државна изборна комисија. Сето тоа што треба да биде потврдено е тоа што Државната изборна комисија треба да го сработи во функција на проверка на избирачкиот список и до регулацијата на медиумите. Штом се исполнат овие услови, кога и да биде тоа исполнето, ние веднаш ќе одиме на избори. Ние ги баравме изборите, ние се изборивме за изборите, изборите ќе се случат, но изборите мора да бидат фер, регуларни, демократски и слободни. Продолжуваме со регионални теми. Околу 1000 рударски семејства во Пробиштип и Крива Паланка живеат во очекување на нов концесионер на рудниците Злетово и Тораница. Одолжувањето на распишување јавен тендер за нов концесионер ги прави нервозни пред се рударите, чија судбина директно или индиректно се чувствува во рударските општини, како е во Пробиштип од прилогот што следи. Повторно неизвестна состојбата на вработените во рудникот за олово и цинк во Злетово, повторно одложена стечајната постапка. 27 јануари па 4 февруари беа термините кога беше закажано стечајното рочиште, односно собранието на доверители. Но за сега 16 февруари останува како последен најавен датум за решавање на судбината на 500 семејства во Пробиштип. Од побарање на стечениот управник и на стечениот судија одложено за 12 односно 16. Очекуваме во тој период да бидеме информирани од страна на стечениот управник за следните чекори кои што ќе бидат превземени и тогаш ќе имаме поконкретно сознание што ќе се случува со овие два рудника. Инаку од аспект на локални самоуправи, од аспект на градоначалник, ние навистина имаме многу сериозни проблеми со затварањето на рудниците, покрај големиот број на луѓе кои што останаа без работа. Со неисплатените плати на рударите во рудникот и со одложување на проблемот, освен што влијае врз економската состојба на вработените, ова влијае и врз целокупното локално стопанство во Пробиштип.
Сепак надежта последна умира. Вработените кои не земале неколку плати, оптимисти дека ваквата состојба ќе се реши. Ја мислам дека надева се да биде нешто, па што знам. Ние не знаеме кој ќе биде, ми тоа слушаме разговори меѓу другите. Инженерите некои туку што стануваат дека ќе се правило. Кога ја и некој русин требало да дојде. Пробиштив живее од овај рудник. Сите се надат и очекуваат ќе почне рудникот. И дај Боже дека почне. Знаеш колку семејства ќе се згрижат да почне рудник. Оака е, ја гледаш по улица све се рударија не вработени. Овај нема работа, рудник затворен и не функционира. Секој е оптимист дека ќе почне, ја мислам. Најмалку за 2-3 месеца би треба да почне. Да се реши побрзо, да биде поквалитетно, односно да биде избрана најсериозната компанија која што ќе вложи во овие рудници, која што ќе планира долгорочно да ги подобрува условите за работа во овој индустријски капацитет и локалните власти оптимисти. Од неодамна сегашниот премиер Емил Димитриев истакна дека 6 компании пројавиле интерес за инвестирање во рудникот. Може би 4 или 5 компании кои што се навистина сериозни, имаат големо искуство во работењето и менаџирањето на рудници низ целиот свет. Се надевам дека некоја од овие компании ќе биде директно и посериозно заинтересирана, односно ќе биде избрана за да ги активира овие два индустријски капацитети. Се надевам дека и рударите ќе имаат разбирање и ќе бидат оптимистички расположени, иако навистина луѓето кои што работеа во рудникот Злетово и во рудникот Тораница се навистина во една многу тешка состојба и можеби најтешко од се што се уште се држат во неизвестност, односно немаат на повидок конкретно решение. Сточарите од Пехчевско и годинава очекуваат добра продажна цена на јагнињата, кои се најбарани во периодот пред великденските празници. Добра вест за сточарите е тоа што освен во Европската Унија се отвораат и пазарите во Кина, Русија и Соединетите Американски држави. Откако минатата година добија 160 денари за 1 килограм продадена жива мер, браќата Драган и Горан Поповски од Пекчевско Негрево и годинава очекуваат добра продажба за своите 150 јагниња. Најголем дел од нив минатата година завршија на домашниот пазар. Чуваме 200 печени со овци, двојца братија сме, браќа сме. Ние ги дадовме на Оаза лани, Штип Оаза. Ни ги зеде јагнињата, а има и други откупци. Парите ни ги на сметка, сега знаете дека по новото не сме на рака веќе пари, на сметка ни ги дадоа парите, за една недела ни исплатија се. Шпицо на откупо за фата започнува некаде од 20 март, тука 15 март за католички Велиден. Колку очекувате да достигне? Па колку лани 160-170 мислам дека ќе достигне. Според директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, мощно е важно за сточарите и живинарите добриот здравствен статус на домашните животни, нешто што само по себе ја зголемува можноста за подобар пласман на пазарите во Европската Унија. Доказ за тоа е и можноста ние веќе добивме и официјално можат нашите јајце производители живинарски фарми да извезуваат во Европската Унија. Веќе сме одобрени за извоз на млечни производи, одобрени сме за извоз на говедско месо. Сега се надеваме дека ќе добиеме позитивен извештај и во најбрз рок ќе можеме да извезуваме и производи од живина, значи секако вид на производи од живина, месни производи. За сточарите исто така радува и веста дека се отвораат пазарите и надвор од Европската Унија. Подпишавме договор за извоз на јагнешко смрзнато јагнешко месо во Народна република Кина и интересот е голем за извоз. Ке напоменам тука дека ете во млечните производи веќе можеме да ги извезуваме во Соединетите Американски држави. Го отворивме и рускиот пазар како еден стратешки голем пазар за месните и млечните производи. Целта е сепак ќе напоменам да се зголеми преку овие мерки примарното производство, примарното сточарско производство, за да можеме ние со сериозни количини да направиме извоз, сето тоа да може да ја зајакне економијата во овој сегмент на Република Македонија. Инаку првите количини на месни производи наменети за рускиот пазар се очекува да бидат извезени веќе овој месец. Општина Штип е еден од градовите од југоисточна Европа кои се стекнаа со сертификат за општина со поволно деловно обкружување. Сертифицираните бизнис пријателски општини се гаранција дека на потенцијалните инвеститори ќе им овозможат квалитетна услуга за инвестирање и развој на својот бизнис.
Штип го доби првиот регионален сертификат за општина со поволно деловно обкружување во југоисточна Европа. За општината овој сертификат е само потврда за поволната клима која им ја нуди на домашните и странските инвеститори. Неопходните реформи со кои ги подобрија работењето и ефикасноста на администрацијата, локалната самоуправа ги спроведе за година и пол, со што ги исполни забелешките кои ги постави Националната агенција за локален економски развој и се стекна со називот пријателски бизнис општина. Сертификацијата доаѓа во момент кога во Штип се отвораат нови фабрики и секако дека ќе биде дополнителен стимул за оние кои се уште се колебаат дали да инвестираат во Штип или не. За подсетување имаме 3 фабрики во Тир зоната, во градската зона успешно работи актива Automotive како заеднички проект со белгиски Van Hool. Веднаш до неа во тек е конструкцијата на новата германска фабрика Semak Fashion, што значи дека Штип станува се поатрактивен за странските инвеститори и овој сертификат само ќе отвори нови можности за градот. Покрај Штип, Велес и Струмица имаат добиено вакви регионални сертификати од земјава и 6 општини од Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, со што останаа дел од семејството во југоисточна Европа. На овој начин општините на странските и домашните инвеститори им нудат стандардизирани услуги согласно дефинираните критериуми за сертификација. И дека нудат стандардизирани услуги согласно строго дефинираните критериуми за сертификација, а сертифицираните бизнис пријателски општини се гаранција дека на потенцијалните инвеститори ќе има возможи квалитетна и соодветна услуга за инвестирање, отпочнување и развој на својот бизнис. Сертифицирањето на единиците на локална самоуправа со поволно деловно обкружување во југоисточна Европа е пилот проект кој е реализиран со финансиска поддршка на владата на Република Германија во соработка со партнерските организации од 4 држави, како и Сдруженијето на единици на локална самоуправа и Сојузот на стопански комори во Македонија. Во ек на грејната сезона, граѓаните кои домовите ги загреваат со дрва веќе се подготвуваат за идната зима. Во пензионерските здруженија пријавувањето за огревни дрва е во тек, а трае пријавувањето за огрев во јавното претпријатие Македонски шуми. Започна запишувањето за огревно дрво, кое минатата година на многумина граѓани им представуваше главоболка. Поучени од минатогодишното искуство, граѓаните сега навреме си ја завршија работата. Мислам дека е важна таа услуга на пензионерите, бидејќи има мали пензии и не може да ги купат дрвата на еднашка, да ги купат на рати. И ние ги даваме на 8 рати. Сега пишуваме дрва и пензионерите ќе си ги добијат. Надаме се оваа година да не биде различна од претходната, бидејќи ланската година имаме многу проблеми, а оваа година надаме се дека нема да биде така, меѓутоа уште не сме направиле договор за транспорт и тоа, бидејќи чекаме да видиме како ќе бидат условите, шумско стопанство, подружници низ Македонија, а претежно ние се снабдуваме од источниот дел, Берово, Пехчево, Виница, Делчево и Тија, од таа страна добијаме дрва. И покрај неизвестната состојба како ќе се помине грејната сезона што веќе изминува. Сепак, после долгиот застој на испораката, огревното дрво минатата година беше доставено до домовите на граѓаните, кои оваа година порачаа огревно дрво. И оваа година, покрај другите сите работи, запишавме дрва од Сдруженијето на пензионерите на општина Штип и Карбинци. Цената према другите години, према се, скоро иста е цената. Па имаше малку проблеми, но сепак мислам тие проблеми се надминуваат и си тече кој што си беше и понапред и во година ќе тече. Бидејќи лани имаше некои промаши не од нашата страна, мислам пензионерите, тоа беше од Републиката и нема застој од нашите пензионери. Па имаме запишано дрво и мислам дека на рати не одговара на нас пензионерите, само да се избегнат проблемите што ги имаме прошлата година со дрвата. Иначе одговара секако. Инаку, јавното претпријатие Македонски шуми ги повикува сите заинтересирани купувачи на огревно и техничко дрво, кои имаат намера да склучат договори за купопродажба на огревно дрво за 2016 година. Својот интерес да го достават во вид на барање, односно апликација, најдоцна до 15 февруари 2016 година во подружниците на јавното претпријатие. По истекот на овој рок нема да се примаат нови барања. Ученици од основното училиште Никола Карев од Кочани добија награди од меѓународниот поетски конкурс. Ученици од само 2 училишта во Македонија се наградени на конкурсот на тема Замокот на Дуино.
Шестмина ученици од 7-1 одделение во основното училиште Никола Карев од Кочани се наградени на меѓународниот конкурс за поетски творби под наслов Замокот на Дуино во италијанскиот град Трст. По тој повод денеска содржа пресконференција во основното училиште Никола Карев, на која учествуваа наградените ученици и нивниот ментор. На 12-тиот меѓународен надпревар, кој што е насловен Замокот на Дуино, оваа година учество зедоа и учениците од 7-1 одделение од нашето училиште, кои што се представија со своја групна изработка. Учествувавме како тим во училиштето со групна изработка на тема Гестот и генезата. Всушност тоа беше тема на која што требаше да пишуваат за природата како создавач, природата како сликар, природата како извор на живот. Многу сум задоволна бидејќи овие 6 ученички успеаја да направат дело кое што беше изберено од страна на жирито на самиот конкурс и на 20 март ќе го представуваат не само нашето училиште, туку и нашата држава. Посебно ме радува фактот што на оваа манифестација само 2 училишта се изберени од Македонија. Тоа е Васил Главинов од Велес и нашето училиште Никола Карев од Кочани. Ова е светска манифестација на која што учество земаат училишта и поединци од цел свет. Буквално гледајќи ги резултатите има од Нов Зеланд, од Јапонија, од околните држави учесници, што посебно радува фактот дека сме изберени на една ваква манифестација од светски карактер. Таму ќе има представување на учениците, значи со нивните дела, ќе ги представат своите творби и ќе биде доделувањето на сертификатите и доделувањето на наградите кои што ги имаат. Инаку морам да изразам голема благодарност до препеувачот на песните на италијански јазик, бидејќи ти одеат двојазично на македонски и на италијански јазик. Тоа е господинот Оливер Манев, кој што ни ги препеа песните на италијански јазик, а воедно и техничка поддршка имавме од колегата Благој Гранков. Ние творевме за нашата природа, инспирацијата трпевме од нашата природа. Задоволни сме што ни избра нас, токму нас за литературниот конкурс, што ќе бидеме почести гости во Трст. Добивме награда и ќе одиме во Трст. Идејата ни дојде од природата, целата наша инспирација доаѓа од природата, од незините убавини, затоа што треба да ја чуваме, да ја негуваме, да се грижиме за неа. Исто така нашите другарки Марина Николова, Надја Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева беа од 7-1 во нашето училиште Никола Карев беа дел од тимот. Нове меѓународен конкурс на фондацијата Замокот на Дуино од Трст, Италија, учествувале повеќе земји од светот, а од Македонија се наградени и училиштето Никола Карев од Кочани и Васил Главинов од Велес. Според Стоименова, кочанските литерати ќе присуствуваат на отворањето на оваа манифестација која е закажана за 20 март оваа година во Трст, Италија, кога и ќе ја примаат наградата. Не постои опасност од откажување на Олимписките игри во Рио де Жанеиро. Поради епидемијата на вирусот Зика во Бразил, кој се поврзува со деформации на главата на новороденчињата, соопшти председателскиот кабинет на земјата. Треба да им појасниме на оние кои доаѓаат во Бразил, на спортистите, дека ризикот за нив е нула, освен доколку не се бремени жени, изјави началникот на канцеларијата на бразилската председателка Дилма Русев. Би напоменал дека сериозен е ризикот за бремените жени, повтори тој и додаде дека тоа значи дека на бремените жени не им се препорачува да го посетуваат Бразил. 94% од вработените во градската администрација на Москва оваа година ќе треба да минат истражување со детектор на лаги, како дел од напорите за борба против корупцијата. Веста ја соопшти Наталија Сергунина, заменик градоначалник на руската престолнина која е задолжена за економски прашања. Сергунина одби да појасни што ќе се случи со останатите 6% кои нема да бидат подложени на слични испитувања. Тестирањето ќе го поминат 1600 функционери, а некои од нив ќе бидат испитувани и со анализа на гласот. Хрватска доби прв банкомат кој исплатува само евра, а максималниот износ кој дневно може да се подигне е 500 евра. Овој банкомат го постави Загребска банка на ТРГ Јелчик во Загреб. Парите може да се подигнат во нивните Маестро или Виза електрон картичка. Ако се подигнуваат со кунска тековна сметка, се пресметува продажниот курс на банката.
По информацијата дека Пеп Гвардиола ќе биде новиот менаџер на Манчестер Сити, Юнајтед ќе тргне посилно кон потписот на Жозе Моринјо. Челниците на Манчестер Юнајтед не биле многу среќни кога ја слушнале веста дека Пеп Гвардиола го одбрал синиот дел од градот, па решиле да не чекаат и да се обидат што побрзо да договорат со Жозе Моринјо. Подпредседателот смета дека Жозе Моринјо е човекот кој може да му парира на Пеп Гвардиола во Премиер лигата, па не сакаат да ризикуваат да го загубат и него. По отказот од Челси, Моринјо бара нова работа, силно се поврзува со Манчестер Юнајтед, но сега раководството одлучно му дава подршка. Англиските медиуми пишуваат дека работите од синоќ ќе се променити, па Манчестер Юнајтед наскоро ќе започне проговори со Моринјо. Многу известно е дека португалецот ќе биде новиот тренер на Црвените ѓаволи. Прашање е дали ќе почне од следната сезона или во блиска иднина. За повеќе од 40 мечеви во тенис од претходната година има сомнение дека се наместени. Дуелите кои се истражуваат се одиграни во Русија, Германија, Мароко и Колумбија помеѓу септември и ноември 2015 година, објави австралиската куќа која се занимава со истражувачко новинарство. Покрај луѓето од светот на криминалот кои го контролираат обложувањето во делот на Азија, на листата се наоѓаат и тенисерите за кои се вели дека играат секогаш на победа. Помеѓу 350 имиња се наоѓаат и најмалку 10 учесници од неодамна завршениот прв Гранд Слем сезонава Австралија Опен. Познато е тоа дека двајцата се од Австралија, а поголемиот дел доаѓаат од развиените земји на Азија, Источна Европа и Јужна Америка. Ова е се во второто издание на Дневникот. Останете и понатаму со програмата на Канал Плюс и проследете го третиот Дневник во 23 часот. Пријатна вечер.